За жал, сведоци сме по втор пат во 2 години да ни се јават на истата територија на општина Струмица соодветни исти поплави кои што се случија и пред 2 години. Овој пат може би со помал обем, меѓутоа исто така катастрофални, во кои што беа погодени граѓаните на општина Струмица. Ова што можам да го кажам и да го истакнам е дека навистина за синокешните поплави немавме никаква дојава од Центарот за заштита и спасување, ниту од Центарот за управување со кризи. Така што нашите првични дојави беа од граѓаните на општината, односно од погодените места, при што веднаш општинскиот штаб за заштита и спасување заедно со градоначалникот излегува на лице место за она што може првично да се помогне на граѓаните во санирање, односно облажување на последиците или заштита на добрата на граѓаните. На лице место беше и територијалната противпожарна единица која што беше на помош на граѓаните и комуналното предпријатие Комуналецот Струмица, при што беа упатени во неколку населени места поголем број на механизација, посебно во Муртино имаше упатено 4 механички средства, односно багери и соодветни помагала, и во Сачево, во останатите населени места веќе беше доцна и не можевме да интервенираме со механизација. Она што општина Струмица во моментот го работи, се работи за утврдување на првичните последици, она што можеме првично да го направиме за граѓаните на општина Струмица, на погодените, на поплавените куќи, на поплавените површини, и територијалната противпожарна единица помага во испомпување на водата од домовите на граѓаните. Општинската комисија е веќе подготвена за да излезе со првични проценки за утврдување на штетите на граѓаните кои што се направени. Веќе во општината работи комисијата, меѓутоа бидејќи се работи за големо подрачје кое што е опфатено со поплавите, може би ќе биде потребно неколку дена за да се утврди оваа вистинска штета на граѓаните. Можам да кажам дека во моментот во сите населени места кои што се погодени од поплавите работи механизација ангажирана од општина Струмица за она што може да представува првично олеснување и ослободување на поплавените подрачја. Во наредните денови ќе следат овие активности што побрзо да биде санирана штетата.